Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов на објавениот конкурс за упис на нови средношколци за наредната учебна година ќе има место за 254 ученика распоредени во 8 паралелки во две струки, гимназиско и економско-техничка струка. Од оваа година ново е тоа што две паралелки ќе бидат дуални, односно учениците покрај теоретска настава ќе посетуваат и практична, а за тоа ќе добиваат месечна стипендија, изјави директорот Игор Христов. Конкурсот кој што излезе пред 2 дена во слободен печат и на официјалната веб страница на Министерството за образование и наука јасно кажува дека со Лјупчо Сантов Кочани повторно задржува 8 паралелки, ама по видоизменет терк. Односно, во прва година ќе се запишат во Лјупчо Сантов Кочани 254 ученици во 8 паралелки со наставен македонски јазик и кирилично писмо, од кои што во гимназиско образование 102 ученици во 3 паралелки со минимум 60 поени, економско-правна и трговска струка 127 ученици во 4 паралелки, во кои што економски техничар 3 паралелки со 4 годишно траење и минимум 60 поена, и бизнис администратор 25 ученика во една паралелка со 4 годишно траење со минимум 60 поени. И осмата паралелка е хемиско-технолошка струка, 25 ученика со една паралелка. Новитетот во Лјупчо Сантов Кочани е дека задржуваме 6 паралелки по класичен стил и 2 паралелки од дуално образование. Како што кажавме, тоа е едната паралелка е од економската струка, економско-правна и трговска струка, бизнис администратор, и втората паралелка е хемиско-технолошката струка, односно хемиски лабораториски техничар, кој што представува своевиден новитет. За новоформираните паралелки и стипендирањето на учениците, Средното општинско училиште Лјупчо Сантов обезбеди соработка со неколку приватни и јавни компании кои ќе овозможат на учениците да се стекнат со повеќе знаења, можност за вработување и безбедна перспективна иднина.